Говор на победа, изборна ноќ 2024. Ке поправиме се во нашата земја и со причина направивме историја вечерва, а причината ќе биде токму тоа. Првиот приоритет на новоизбраниот председател Доналд Трамп е да ја поправи имиграцијата. Ке мораме да ги затвориме тие граници и треба да дозволиме луѓето да дојдат во нашата земја. Ние сакаме луѓето да се вратат, но тоа да го направат на легален начин. Трамп го освои народот во кампања, ветувајќи масовни депортации насочени кон милиони имигранти без документи. Експертите велат дека ова би чинело милиарди долари и бара масовна организација и делегирање, од што се уште не се видени детали. Но избраникот на Трамп за оваа работа, Том Хоман, за емисијата 60 минути, изјави дека ќе се фокусира на работните места, а не на регионите. Вториот приоритет е да се поправи инфлацијата. И по најголемото политичко враќање во американската историја, ние ќе го водиме најголемото економско враќање во американската историја под водство на Доналд Трамп. Трамп ја потврди агендата Америка на прво место со нови царини за странски стоки, како и неодено чување на бакшишот на вработените американци. Трет приоритет е да се среди владата. Америка ни даде невиден и мокен мандат. Со тој мандат, тој ги назначи собственикот на Тесла и SpaceX Илон Маск и поранешниот председателски ривал Вивек Рамасвами да раководат со ефикасноста на владата во поглед на бирократијата и трошењето. Имањето Сенат и Представнички дом под контрола на републиканците ќе обезбеди непречена потврда на оние кои веќе се номинирани како државен секретар, одбрана и домашна безбедност, администратор на Агенцијата за заштита на животната средина, амбасадори во Обединетите нации и Израел и други. Тоа е само дел од вкупно 4000 владини позиции што треба да ги пополни Трамп. За помалку од 70 дена новоизбраниот председател ја презема функцијата и ќе добиеме подобра слика за неговата администрација, но едно е јасно, таа ќе биде сосема различна од онаа на Бајден.